Некогашната тинејџерска звезда, денеска сериозен маж, татко сопруг и се уште пејач Ламбе Алабаковски, гостин со мене во студиото на Репортер. Ламбе, добре дојде. Добре те најдов. И драго ми е што ја прифати поканата, од Битола доаѓаше директно во Скопје. Како беше по пат, се изморили? Па малку напорно беше денес. Петок можеби гужви, камиони. Рече гужва ме фати ќе касна малку. Некои застои имаше и така. Здрави, живи, фала Богу, стигна. Така, кога се договаравме за интервјуто, ми остави впечаток еден момент кога ти вртев, ми рече, извини, не можев да ти кренам, работе во градината. I'm a garden man. Кокава градина имаш и шо правеше? Што садеше во градината? Видете, јас сум пораснал во Љубојно и сум запознаен со сите тие, да речам, земјоделски активности и работи кои се случуваат. И сега, кога живеам во Битола или кога имам време и во Љубојно, често сакам да го средувам дворот. Дали е тоа трева, цвекиња, некои дрвчиња, така. Лани имавме и мала како градина со патлиџани, пиперки. Све домашно, значи. Крставички, да. И плюс органски. Сега се трудиме да е тоа максимално природно. Значи кинеш од лавче, миеш и правите салата дома, браво. Да, и децата сакаат многу и така ете. И добро, колку тоа те смирува, да речеме, колку те исполнува? Па многу. Тоа искрено многу позитивно влијае на мене, така ме опушта од секојдневни стресови, од нашата професија и од се. Многу убаво делува и препорака е за сите кои имаат можност да се занимаваат со тоа. Дури еден доктор ми кажа пред години дека нема ништо поверно од тоа да се занимаваш со да одгледуваш цвекиња или нешто градина. Значи тоа е најверниот пријател се тие работи кои никогаш нема да ти изневерат. Колку ќе вложиш, толку и ќе ти вратат. Пака сега ќе помислам дури дека им збориш на цвекиња, за нели викаат ако збориш на цвекиња, поубави ќе порасна. Да, и пушта музика. Да, музика да им пуштиш, па така да. Класична музика, да. Не до толку, но убаво делува, искрено. Живееш во Битола, каква е Битола сега, за разлика од Битола кога си замина пред 7 години и Битола одо на твоето време, да речеме? Кој знам, вчера се смеевме со мои другари дека 2 пати годината веќе последно излегуваме до покасно. Па добре, како сте со обврски? Со обврски, знаете како. Па што знам, Битола си има еден таков дух на конзулски град, ете, како да кажам, по-смирено се живее, иако и таму навлегуваат доста големи компании, доста млади има, за жал и многу се иселуваат и од таму, но не знам, мене ми е така Битола и поблиску и до Љубојно и поубаво место за живење. Све го вртиш муабетов никако на кај Љубојно, па ајде однесам на кај Љубојно. Прво ќе те прашам и за она за кое што зборувавме уште кога се договаравме за интервјуто, дека имаш многу интересни специфични име, нели реков, знаеш, слабост ми името пошто мојот дедо се викаше Ламбе и ова ми е се убава прилика да го спомнам искрено, да. Кој те крсти Ламбе? По дедо ти си крстените или? Видете, дедо ми се викаше Ламбро. Ламбро, модерен многу. Да, по него сум крстен јас. Така. Требало брат ми да се вика така, но не знам, склоп на околности, мене ме крстиле така. Ретко име, ретко го срекавам јас вака низ светот. Добро, кога беше мал, да речеме, дали те зафркаваа другарите тогаш, затоа што... Да, секогаш има такви, нели... Што ќе ти изнервира некој? Мангупчиња кои се зафркаваат. Некој ме прашуваат дури дали ми е вистинско име, дали да не ми е и уметничко име, нели, со музиката. Што знам, мене никогаш не ми сметало името. И така, и дека дедо ми многу бев приврзан со мојот дедо, буквално, и гордо го носев, дека и тој така се викаше слично, Ламбро. И сум среќен дека сум така крстен искрено. И добро, кога живееше во Америка, како те вика американците? Ламби. Ламби, па добро, тоа некој не ни можеа да изговорат таму. По-фен се звучи Ламби. Да. Го спомна Љубојно. Ајде ќе почнеме од таму. Каде се наоѓа Љубојно? Какво сило е Љубојно? Што представува за тебе? Тоа? Љубојно се наоѓа 210 метри над морска висина. Над морска висина, да.
Тоа е во Преспа. Мгм. Соседно село е Брајчино, тука е и фамозното Долно Дупени. Така. Да, тоа долно дупени. Да, тука е и границата со соседна Грција, блиску. Имаме река, имаме езеро, имаме прекрасна природа, шума, имаме и поле. Така. Одиш сега таму често? Вода чиста. Мгм. Да. Па планирам, мислам скоро секој викенд. Така. Скоро секој викенд, сега да не лажам, но често кога немам обврски викендот сум таму, а некогаш и преку недела. Основното училиште го заврши во Да. Љубојно, дури дознам дека тоа било прво или второ училиште во Македонија после војната каде што се учело На македонски јазик, да. јазик. Така. Да, тоа е старото школа, има и ново модерно Мгм. школа, каде што има до 8, сега поново 9 Така. одделение. Прво во Преспа на македонски, второ во Македонија на македонски јазик. И се надевам дека конечно после не знам колку сликања и фалби таму ќе го поправат тоа, бидејќи е оштетено старото. Така. Мислам беше пожарено и така стојат само дел од него и ќе направат една убава библиотека, има многу книги, има многу историја местото. Имаме и 9 цркви во селото. Така, не сме знаели. Да, имаме доста иселеници. Добро, колку Таков да крај е речеме, таму. да, колку во летно време доаѓаат туристи да го посетат. Многу, да, многу туристи од сегде доаѓаат. Доаѓаат и доста од околните места, од Битола, има и доста и од Скопје кои доаѓаат, кои се по потекло таму имаат нешто. Летото е доста полно Потекнуваш од музичко семејство, знам дека и Да. таткот ти имал бенд на времето. и бенти Мгм. беше 40, сега во пензија 40 и кусуро години наставник по музичко. Така. Педагог, да, по музичко. Значи тоа некако си редоследно мојот- беше и ти да се Да, сакаш мојот да занимаваш. стрико беше исто Мгм. така професор по соло пеење. Така. Основната школа го заврши во Љубојно и потоа се селиш во Битола? Во Битола, да. Потоа во Скопје Во во Скопје. трета Мгм. година средно, па потоа живеам 10 години тука. Така. Со често одење Битола и Љубојно. Во Љубојно, да. И завршувам во Куманово на коледж. Потоа се женам, одам за Америка и се враќам. Сега да, На дека кратко, под на да. кратко се јава Да. пона Што би рекли долго. американците, long story short. Long story short. Да. Замина во Америка, 7 години живееше таму. А прво ќе те прашам зошто замина во Америка? Па, И тоа во времето кога баш беше прилично Да. музички активен и популарен. да, па искрено не планиравме да останеме толку долго. Требаше да одиме заедно со сопругата. Тогаш го имавме и поголемиот син, имаше 1 година. И склоп на околности, не знам, останавме повеќе од тоа што планиравме. Немавме нека особена причина зашто заминавме. Таа живееше и претходно таму, со често доаѓање во Македонија и со намера некогаш и таа да си се врати во родниот крај во Битола. И ете, после долго време, мислам после 7 години решивме, ќе дојдевме порано, имаше корона, нели, вируси, не се патуваше и решивме да се вратиме. Добро, како се најдовте таму? Што работеше таму? Дали настапуваше некаде, пееше, што? Таму се и се што работев. Човек кога, мислам, и не ретко и со мојата професија, имав 2-3 концерти, продолжив да го усовршувам јазикот, па планирав и школа, во меѓувреме и работев. Работев доста работи, искрено, се и се што може Ајде, да се кажи од тоа се и се што нешто. Па не знам, работев на аеродром, некој обезбедување, некои таму оддели за инспекција, така. Така. Работев, што знам, возев и Убер возев едно време. Тоа е како се уклучуваш кога сакаш, возиш, така. се исклучуваш кога сакаш и добро, како едноставно функционира. Мислам, видете, таму мора некако нешто да се прави, да се занимаваш, да работиш. Јас не се ни срамам и тука да работам, мислам, што и да е, и поврзано и со професијата и надвор од тоа.
Добро, искрена да бидам, многу мина кои што заминале во Детройт бевте вие, така во Бевме во Детройт. кои што заминале во САД, да речеме, ретко кој се вратил. Толку Македонија е побава за живење, па решивте да си дојдете дома? Да. Па мислам дека местото од каде што потекнуваш си пораснат е најубавото место и секогаш ќе ти биде дома. Сега не знам, пресудно беше да се вратиме, еден од тие моменти беше јазикот. Кога сватив дека моите деца треба да мајчин јазик да им биде друг јазик, ми беше многу чудно. Тие патриотски чувствуваше тогаш почна да изгледа Да тлеат во тебе. Ти ги имам од секогаш, но се разбудуваат уште повеќе. И сега кога го спомна мајчиниот јазик и животот во туѓина, ми се наметна секако муабетот за кој што знаеш и дека ќе те прашам лани како бомба одекна некако дека Лампе Лабаковски го запалил бугарскиот клуб Ванчо Михајлов. Дури нели ти кажав и ние некако со неверување кога дознавме дека навистина си го направил ти. Па прво ќе те прашам што те натера? Рече, не сум некој насилник, не сум некој човек што прави такви работи. Прв пат ми се случи. Што те натера? Патриотски и силни чувства кои ги носе во себе и тоа се случи многу спонтано и трезвено. Значи, без некој ме прашува да не сум бил вака, пијано, она. Мислам, потоа бев и во затвор неколку дена. Ме испитува и таму дека сум тотално, апсолутно чист и дека немам ништо. Во себе, мислам, во крвта. Така, јасно те. Тоа е, па едни чувства кои можеби повеќе биле време насобрани и довеле до таква ситуација, да. Добро, што размислуваше во моментот? Што и рече дома на сопругата кога дојде? Знаеше некој дека Па не, никој не знаеше. Да, никој не знаеше, освен јас и никој околу не знаеше и тешко мислам дека помислува дека сум јас тој. Иако има и снимки, се. Не им се веруваш и на тие што го гледаат дека си ти? Па да, и на истражните органи не мисля дека на крај памет мисля дека сум. Дали тогаш се покаја? Тие неколку дена си речем, добро, шо ми требаше да го направам? Па што знам да ти кажам? Деца имам дома, жена, требаше ли, вреди ли толку да се... Видете, јас сум среќен што никој не настрада. Тоа најважно да. Исто сум среќен што се свестија институциите и го затворија клубот, бидејќи не доликува таков клуб кај нас да има. Среќен сум што се заврши се добро, во полза на сиот народ, македонски. Другото, деталите и тоа кога си сам и во самица и во затвор, ги размислуваш и сваќаш колку ти недостигаат најблиските и тие, значи, семејството и колку би ти недостигало и колку му недостига на некој кој се во затвор. Тогаш се сваќаат тие работи. Мене ми беше прво искуство, прв пат во затвор и ужасно е, стварно. Мислам, тоа е тоа. Затоа се вика затвор. Да, колку сега, да речеме, ти е терет, верувам дека тоа ќе ти остане како нешто, нели, низ годините. Иако цимерите во затворот ми беа супер. Добро, значи не било, им пееше ли барем малце да ги расположиш? Мисля, еден од нив мислеше дека му прават скриена камера кога влегов ја. Шо ти тука вараш? Шо вараш тука? Шо направи? Да, човек, таму нема електроники, ништо, си решава крстозбор, влегуваме, шо вараш ти тука? Скриена камера ни прават нешто. Шо им викаш, го запали? Па не, ти си, да. Браво, дечко. Добро, Ламбе, не било лошо во затвор. Да, кога имаш добро друштво и не знам, ете, благодарение на околности или некој во добро друштво се памнав. Добро, знаеш, бе, после ти остана некако, ако памтиш, имаше една народна херојка Ибе Пали куќа и сега некако ти Игор остана... Джамбазов тоа направи во песна Лани. Да, Ламбе Пали куќа, остана некако сега тоа како интересна пора. Си правиш ли сега ти шеги на своја сметка за ова? Па интересно е, да. Ама па нема да го запалиш педа клуб. Не, апсолутно, мислам...
колку и да е добро друштвото во затвор. Виде, треба човек да, мислам, јас би се борел на поинаков начин, нормално не со пушка или со насилие, но треба да си го чуваме своето и да, мислам, едноставно да функционира правдата во својата земја. Неправедно беше отворен тој клуб кај нас. И да не навлегуваме во те. Јас ја те оставам да си кажеш уште нешто што имаш да не ти се лизне уште. Доста е. После откако се случи тој инцидент, имав прилика да прочитам коментари на Твитер и на социјалните мрежи дека еве сега гледајте како ќе се врати популарноста на Ламбе Лабаковски откако го запали клубот Ванчо Михајлов. Веруваш ли ти во таа приказна? Дали ги слушна прво тие коментари и дали едното со другото имаше коментари и многу е, мислам, колку те погодија тие коментари, да речеме, на целата сега? Па искрено ми беше криво така што мислат луѓето. Што за да бидеме популарни треба секоја година некои скандали да правиме. Мислам, нема смисла сето тоа. Ако јас се занимавам со музика, мојата песна и моите видеозаписи, колку повеќе или помалку прават да сум популарен во моменти, не сум популарен во моменти. И тоа е нормално во нашата професија. Ова што се случи е сосема друга тема на разговори, не би сакал да се спојуваат тие две нешта. Апсолутно можеше се во ова да помини, мислам другиот случај, да помини со иницијали и да не се зна јавно. Но толку беше таа тема жешка во тие моменти, не знам што морало не морало сигурно, но на некој му одговарало да се покажи кој е лицето и со име, презиме и така натаму. Тоа ќе те вратам, пак рече, јас цел живот живеам за музиката, јас сум музичар и пеам. Ќе те вратам на времето кога го започна твојот музички пат. М потрага по звезда? М2 потрага по звезда и тогаш Ламбе Лабаковски беше победник на тоа музичко шоу. Како се случи да се пријавиш првото? Па се пријавував 2-3 години, до негде стигав до полуфинале. Третата година стигнав до финале, добив и песна и од тие 6000 и неколку пријавени се одбираа 100, па 12, па тие 12 добиваа нова песна. Имаше големо финале, универзална сала, 2004 до година 20 години од тогаш. Да, јас ти кажам дека навивав заради името, навивав за тебе тогаш. Фала ти. Фала ти на поддршката. И се случи да поведам и да се занимавам со тоа и ден денес што се занимавам. Добро, очекуваш ли тогаш дека ќе станеш толку популарен? Јас така и те најавив, беше и тинеџерски дол, бевте едно убаво друштво тогаш, ти, Александра Пилева, Елена Ристевска, Нина Јанева, Форплей, така и тогаш беше оне подем, така. И Димитар Андоновски. Сите некако песни помина таму во М2 продукција точно и сите некако успеавте да ги извлечете музичките кариери, тргнавте по тој пат. Како беше да се биде популарен одеднаш преку ноќ во тоа време? Чудно, но од анонимен да станеш преку ноќ познат низ цела Македонија. Значи, многу гледано шоу беше. Професионално убаво изгледаше уште тогаш и ден денес изгледа. Тимот кој го правеше, Иво Јанковски, екипата негова, Дарко Димитров, тука сите соработници, кога денес гледаме се сите тие големи професионалци кои искрено фали едно такво шоу кај нас. Фали, недостига на помладите да има каде да се промовират. Може би дојдоа други времења, нели има други платформи за промоција, но сепак се уште функционираат и тие шоуа, мислам, ете имам и од соседите, се доста гледани, нели. Колку години си во брак со Магдалена? Па, оваа година ни е јубилејна 10. Опа, 10. Да. Значи, во времето на твојата популарност, претпоставувам дека се освен два продукции уште се запознате? Па, се запознавме 2010 година и 2013 стапивме во брак. Брзо некако 3 години.
Да, па или џа или бу. Или Джајли Будо, татко си на Да. два сина. Колку те промени татковството? Па обврските и сето тоа околу што носи татковството е сосема еден друг благослов за човекот кој влегува во друга фаза можеби во животот и созрева, се осознава себе си. Искрено повеќе ги почитувам некои, мислам ги почитувам и претходно, но сега поинаку ги гледам од своја кожа повозрасните и тие кои се родители, кои не е лесно да си родител, треба секојдневна борба Така. и воспитување. Што наследија децата од тебе? Дали тие се музички? Не знам, Можеби уште не се се- мали. Мгм. Поголемиот е Рече, 8 и 3 години. 3 години? Да, уште ни е весело, како што ти Аха, кажам да, дома. имате ли време за време имаме за вас да музика. искочите со музика? Па, ретко. многу. Ретко, аха. Да. И не толку сакаме искрено, сакаме секогаш кога сме слободни да сме заедно. Така. Да. Ги носиш децата во љубовно, претпоставувам дека одите... Да, и планирам ова лето повеќе да ги однесам, да ги трнам од екраните и компјутерите и телефоните и да уживаат да се спојат со природата. Мислиш дека е тоа можно? Да се тргне децата од компјутерите и од екраните? Ќе пробам. Аха, така. Да. Мислам дека ако ние пробаме како родители, дека ќе успее. Ќе му досади, ќе црта, ќе игра со Ќе кал, ќе бара, ќе нема телефон, таблет и Добро, знаат ли, ајде да поголемиот не дека... звучам многу строг. Не звучи строг, не се секирајќи ти проблеми низ прсти. Знаат ли дека, ајде помалото е мало, 3 години има, ама 8 годишниот син знае ли дека има популарен татко? Те гледали на телевизија? Да, Што ти- осознава Мгм. сега, веќе гледаш, мислам ги запознава работите. Јасно му е, помалиот ќе ме праша кога ќе се облечам и кога ќе земам ранесот кај ќе пеам. Така, више, Да. аха. Кај ќе пеи сега, се запознаваат. Мислам дека и двајцата се музикални, но ќе ги оставам времето да покаже дали ќе си работат на талентот или едноставно ќе му биде некој хоби некогаш. Добро, колку ти е сопругата, некако ми го скокна муабетов за незенеж, колку ти е таа поддршка? Извини. Не, седакот, ама спонтано си оди супер све, него колку ти е таа поддршка во све ова што го работиш, не знам колку сте успеале, еве како успевате да го одржите бракот, верувам дека не било лесно кога сте отишле во Америка, па додека се снајдете таму, па враќањето тука, па инцидентот кој што се случи со тебе, претпоставувам дека сето тоа си носи Да, па проблеми кои што треба да се надминат, како и во секој брак. апсолутно, да. Огромна поддршка ми е Магдалена, мојата сопруга, и сум ми благодарен за сето тоа што го прави. Искрено сум среќен човек кој нашол една таква личност која ме поддржува 100% во сите работи и плюс ни еден голем критичар. Што е најважно. Да. Така. Освен што ја средуваш градината, дали си од оние мажи кои што готват по дома, помагаат на Апсолутно, да. сопругите? Јас сум многу често во кујната, дури браво. почесто од сопругата. Опа, што збориш, ајде. Да, и сум сето тоа со љубов и со кеф, значи. Браво. И таа знае, и јас знам. Ама ете, јас сум некој поголем гурман, таа ми е повеќе така по лајт, мислам, верзија на за јадење. И често сум во Често си кујната, во кујната, да. така. И Да речеме колку еве со тоа што си живеел сам во Скопје, па и во Битола кога си се преселил со брат ти, да речеме да, тоа колку многу помага. така, Да а се колку години човек- сте? Со разлика со брат ти, извини? 7. 7. Да. Тој е постар од тебе, така? Да. Колку да речеме ете тој самостоен живот во Скопје, претпоставувам дека си се снаоѓал, Многу. тука ти помогна сега да речеме да Да, многу влијае и мислам дека е убаво да човек биде малце сам. Мислам да или кога е студент или кога на факултет и после тоа да се осамостои ако има можност и да живее сам или со цимери сега на почеток. Многу помага
за вкујна и за да. Да. По-самостален. Да. Добро речи дека сте 7 години разлика Да. со брати, тој е постар од тебе. Колку сте блиски и како се вика брати, пошто тој си искубал да не се вика Ламбе. Да. Како се вика братито? Андреј. Андреј, ето Да. ти. Ти имаш 7 хубаво години име. разлика. Да, 7 години разлика, сосема различни карактери сме, мислам. Што знам. Си го слушал дека како мал, колку ти бил дете да речеме тој? Мора да го слушам Шо ќе 7 години правиш? после. Да, иначе. Да. Што да кажам, многу повлечен и помирен од мене. И не е јавна лично за разлика Не. од тебе, така. Ламбе, кои се твоите идни планови? Освен музички настапи си исплатили сега во Македонија да се снима албум, CD, Па што нешто, не знам, знам. види. Имаш ли некој Работам на неколку Така? проекти, на повеќе песни и планирам да ги пуштам редоследно и Така. наскоро до година мора, мислам, би требало да направам еден голем концерт. Тоа сакав се Да, така. еден нов албум, имам материјал кој е насобран со повеќе синглови, нешто ново, да се најди на сосема нов албум и тоа е 20 години и не се така малку, искрено. Да се одбележи. Треба да се одбележи убаво. Работам со бенд музичари кои функционираме ете веќе година дена, кои да ги поздравам дечките од Марифет. Каде све настапувате? Па често сме Битола во еден клуб Аурум, лаунж бар и сега скоро бевме Охрид, сега доаѓа и сезона, скоро ќе бидеме на сегде. Гостивар. Скопје немаме дојдено одамна. Зошто? Па немаме покана, ти кажам Ако е искрено. можно да немате после оваа емисија, мислам дека ќе фрште покани за Скопје, Ајде. верувај ми. ајде, Да не може ти би се ќе го ставиме заинат за на концертот. битолчани Скопјани намерно не те Па, не знам, сега не канат. би Знаеш, требало пошто да се немате локал аеродром, патриоти, бар не. може да се локал патриот, бар Да. може да испеете некоја песна у Скопје. Не Да. е грев. За крај да не ти испратам со празни раце за Битола, кој ќе одмараш од средување на Играчки. градина. Играчки башка дома градината кој И ќе си ја градината, средуваш, да. да. Седни си на тераса и литература и репортер сака да ти поклоним една благодарам книга, на па да имаш книгата. нешто да читнеш. Ако ти дадат Да. децава време. Па, и Да го ако на- не ќе се најде за некојаш кога ќе имаме време. Така. Да. Ти благодарам. за Ти благодарам покана. и тебе што беше гостин во студиото на репортаж. Фала ти.